Ако Бугарија продолжи да блокира, дали Париз ќе прифати раздвојување на пакетот Северна Македонија и Албанија, Тирана сама да ги започне преговорите во догледна иднина? Она што можам да ви го кажам е дека во моментот не се разговара за ова прашање. Ова прашање беше покренато во повеќе наврати, во рамки на повеќе дебати во Унијата и она што произлезе како одговор е не. Нема раздвојување. Зошто? Затоа што правно гледано нема поврзаност меѓу двете земји. И според новата методологија, секоја земја може да напредува според сопствените заслуги. И во тој поглед што сепак постои тој двоец, може на прв поглед би се чини чуден, но овде зборуваме за нешто поспецифично, отворање на преговорите за членство, а тоа е само една етапа од процесот и јасно е дека во таа перспектива има смисла тој двоец и паралелизам меѓу двете прашања, затоа што доколку се случи раздвојување, тоа раздвојување би било дестабилизирачко кон оние кои би се почувствувале како жртви. Во моментот се чини дека земјата се потпира само на американски притисок врз Софија. Ке има ли конкретни чекори од Европската Унија, од Париз или од Берлин за решение до јуни? Дали председателот Макрон можеби ќе има средби со бугарскиот државен врв или ќе испрати своји посредници таму? Не знам дали го делиме тој впечаток и би било многу љубопитно затоа што зборуваме за европско прашање, а сега вие се реферирате на американците. Тоа е дури навредливо. Ако е таква состојбата, тоа значи дека ќе се најдеме во ќорсукот, а не е вистината таа, туку вистината е следната. Дека за ова прашање сме многу добро координирани со американците кои што посакуваат да одиграат корисна улога. И што се однесува до мојата земја и другата земја која што вие посочивте, Германија, и не сме единствените, ќе ви го повторам она што го кажав претходно, има вистинско политичко внимание кон ова досие, ова прашање, има диалог кој што е непрекинат за оваа тема, со желба да се создадат условите за да се постигне колку што е можно побрзо и отварање на предпристапните преговори колку што е можно побрзо.